Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои се мембар и мембар се корistите опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Евтов. Не знам дали следите, веројатно поголем дел од вас следат, таа трагедија, комедија или политичка представа која се случува последните 7 дена во Република Македонија. Каде што Даниела Арсовска од момина солза на режимот одеднаш прераснува царице, кралице, единствена жена која се спротивстава на криминалот во Република Македонија. Значи, на една страна ги имавте СДСМ, симпатизерите на СДСМ кои велеа дека после Пиколо Мини Даниела Арсовска е најголемата трагедија која се случува на Република Македонија или на главниот град Скопје, или Пиколо Мини кој таму некаде пред 3 века го има запалено главниот град на Република Македонија, дека после Пиколо Мини е Даниела Арсовска, па подосна таа приказна, тој наратив го презема ВМРО ДПМН, кога во наводници беше напуштен или изневерен од Даниела Арсовска дека е Пиколо Мини, одеднаш Пиколо Мини станува кралица, царица, така натаму и така натаму. Како оние, знаете, коментари под фотографиите на социјалните мрежи, дали на Инстаграм, дали на Фејсбук, таа начукала 120-130 килограми, и во дозволи пишуваат кишче, зрачиш, сјаеш, сигурно нешто убаво ти се случува, леле колку убаво изгледаш и така натаму и така натаму. И тоа е феноменологија на мали броеви на социјални мрежи. Тој што не може да дефинира или да анализира како функционираат социјалните мрежи, станува зависник на социјалните мрежи и станува губитник на социјалните мрежи. Па ајде, можете да се сетите за една кандидатка која нели велеше дека ако освои 10.000 или 1000 лајка под одреден коментар на социјалните мрежи ќе се кандидира на претседателски избори, па на претходните претседателски избори не успеа да собере 10.000 потписи колку што беа неопходни за да може да ја потврди или да ја поднесе таа своја кандидатура. Тоа значи дека во тој систем на мали броеви, кај што вие имате одредена група на симпатизери, вие немате контакт или немате доволен контакт со реалноста. Тамо сте повеќе од 60-70-80% поддржани, со коментари браво, најдобар си, така натаму и така натаму. А животот поминува покрај вас. Политичките разврски поминуваат покрај вас. Вие имате некои 5, 10, 15 илјади симпатизери или толку дофрла ричот на таа ваша објава, тој ваш коментар, таа ваша фотографија. Но кога ќе се соочите со одредени бројки 100.000, 150.000, 200, 250.000, колку што се освојува на избор или колку што се гледани, да речеме, некои емисии во центар, па дури и во текот нова календарска, дали 24 дали 25 година, повеќе од 20 емисии ќе имат повеќе од 100.000 прегледи, една емисија ќе има повеќе од 350.000 прегледи, тоа се фасцинантни бројки за македонски услови. И сега јас да влезам во некој филм дека сум сериозен играч кој може да направи растур систем на политичката сцена и така натаму Република Македонија. Меѓутоа, ако го анализираме феноменот на Даниела Арсовска, гледате, таа во рок од 3 години го поминува патот од момина солза на режимот и Пиколо Мини со својата трагедија или со своите негативни последици за главниот град на Република Македонија, до царица, кралица која единствена се спротивстава на криминалот во Република Македонија. А криминалот во Република Македонија се разбира мора да биде албански, нема македонски криминал. Криминал само прават албанците во Република Македонија. И тоа се тие стереотипи кои растурат секакви држави, не само во Република Македонија. Па сетете се што се случуваше при распадот на поранешна СФР Југославија. Кои беа тие стереотипи? Дека србите, српскиот гаџован се секогаш изиграни, изневерени, дека тие се прават некои други го собират кајмакот. Хрватите и тие нивни поврзаности со култура, Мирослав Крлеж и така натаму и така натаму. Словенците нели не ги бива за ништо, се асексуални. Босанците се глупи, во Македонија се права евари, така натаму и така натаму. Играјки на картата на тие стереотипи се растура одредена држава. Не само поранешна СФР Југославија, ајде сетете се што се случи во Чехословачка, тие стереотипи кои ги конфронтира чесите и словаците. И тоа сега денес се случува во Република Македонија. Значи се појава Даниела Арсовска, оди во Чаир, му се обреке на градоначалникот на Чаир Висар Ганију со зборовите Вики каде си, јас сум тука, Вики во наводници не е шиша ни 2%, не се појава 6, 7, 8 сати. Другиот ден Вики доаѓа во центарот на Скопје и пред градското собрање или главниот град на Република Македонија, кај што е градоначалникот на главниот град на Република Македонија, истура ѓубре, и тоа е тој стереотип. Албанците не шиша 2%, законите не важат за албанците, доаѓаат во главниот град на Република Македонија, од центарот на главниот град и не истурат ѓубре, а ние македонците молчиме. И играјки на тие стереотипи, ние сме на чекор не да влеземе во конфликт, не немаме капацитет да влеземе во конфликт.
туку едноставно да немаме лепак на заедничко живење. Држава која нема лепак на заедничко живење, та нема извесна иднина. Така беше со сите мултиетнички, мултиконфесионални, мултинационални држави и на просторот на Западен Балкан и на просторот на Источна и Централна Европа. Така што знаете, човек тука се опастава прашањето зошто го правите тоа? Прво, на криминалот му давате етнички белег, да, албанците прават сериозен, многу сериозен криминал. Меѓутоа го имате Радиштекле, го имате и Грчац. Не е само Грчац. И македонците прават криминал, и под број 2, дека албанците се над државата. Дека џабе ние македонците имаме држава, кој никој не шиша во таа наша држава, првенствено македонските политичари, па албанските политичари, па албанските граѓани, електорати и така натаму и така натаму. Ко вие на македонецот ќе му наметнете такво чувство на инфериорност, па макар и во сопствената држава, тогаш лесно може да го манипулирате. Што ќе ни е ЕУ, што ќе ни е НАТО? Не лажат, не уценуват бугарите, не лажат, не уценуват грците, не лажат, не уценуват албанците, не лажат, не уценуват сите, и кога лажете и ви оценуват сите и не сте капацитетни да им се протиставите, тогаш на крајот се постава прашањето дали ја заслужувате државата. На крајот, кога ќе повлечете црта, тоа е пораката. Ние не сме капацитетни. И тоа некој нас се обидува со години, со децени да не го наметни, да не го натури во глава. Беше Белград, па наследниците на Белград, па тие кои 34 години владаат тука во Република Македонија. И сега истите тие кои ве труја 7, 8, 9, 10 години, имаат проблем како да ви кажат дека кредитот со Лондон и со Велика Британија е добро нешто за Република Македонија. Зошто? Бидејќи самите направија таков амбиент да биде во наводници отруена душата на македонскиот граѓанин, што сега македонскиот граѓанин не верува во ништо. Сега самите полека стануваат жртви на еден таков наратив и тој ќе анализираме дали наредната или понаредната политичка анализа, кај што ВМРО ДПМН ќе имаме одреден наратив. Ако Југославија не можеше да го преживее, да ја преживее смртта на Тито, дали ВМРО ДПМН ќе може да го преживее заменувањето на Груевски? Видите, се разбериме. Ниту јас сметам дека Даниела Арсовска е кралица, царица, ниту пак сметам дека оној Висар Ганију не прави криминал. Напротив, сметам дека Висар Ганију прави криминал и ево криминал до гуша, и напротив, сметам дека Даниела Арсовска е катастрофален градоначалник, не е ниту кралица, ниту царица, не е Пиколомини, но е близко тамо, да речеме до Пиколомини. Ѓубре 3,5 години не може да биде собрано во главниот град на Република Македонија. По некапацитетен политичар се нема родено на македонската политичка сцена. И ја обструирале 3,5 години, па едно кокиче, една темјанушка ќе насадеше и да те обструират од дома, ќе земеше една ваза, ќе ја ставеше во центарот на Скопје, ќе поставеше одредени жардинери, толку и можеше да напреше. Меѓутоа, непријатно е тоа да се гледа. Непристојно е тоа да се гледа. Овој доа ги истовара ѓубре пред градското собрание. Та оди му собраќа со вики, па застанува како Бранко Црвенковски во оние скечови неедноки или Димитар Апасиев во оние негови настави ке ве стреламе во македонскиот парламент. И тука глуми некаков шериф со некакви зборови, со некакво уличарско однесување. Јас тоа навистина не го прифаќам како модел на политички речник, на политичко однесување во Република Македонија, посебно не 2025 година. Можеби во некое феудално, рурално политичко милје, тамо некаде на почетокот на развојот на плурализмот во Република Македонија, Митко, Врапчето, и тоа да било дозволено. После 34-35 години демократија, вие да ја сведите политиката на таков уличен жаргон, на такво улично однесување, тоа покажа колку ние сме во една рудиментирана форма на демократија и на политички плурализам во Република Македонија. Даниела Арсовска, видите, Даниела Арсовска вас ви покажува колку е жетта, колку е потребата од некакво опозиционо делување во Република Македонија. Тоа покажува колку е некапацитетна опозицијата во Република Македонија, колку е неприфатен Венко Филипче, колку Венко Филипче после една година не може да направи трансформација од лекар, прв човек на фондација Зоран Заев, до лидер на СДСМ. Не направи изминатите 12 месеци, како што сега стојат работите, ако вие ги испуштите првите 12 месеци, како велат, никогаш не можеш да го надокнадиш првиот впечаток, ако првиот впечаток не го искористиш, нема шанса за втор впечаток. Тоа сега му се случува на СДСМ. И тоа членство на СДСМ всушност вапи, крикнува
за потреба за некаков нов лидер. Нов лидер кој ќе се протистави на албанците, на ВМРО, ДПМН и така натаму и така натаму. Но да ја земе трансформацијата на Даниела Арсовска. Имате Даниела Арсовска која победува како момина солза на режимот, подоцна со музиката од Бела Чао која се врзува за Бранко Цренковски и Ладата 2012-2013 година. Влегува во белата палата на ВМРО ДПМН. Со сите тие приказни дека луѓе на Бранко Цренковски, братот Нигор Ивановски Шема, кој беше БЦ Мали, или тако го вика БЦ Мали, учествувал во кампањата на Даниела Арсовска. Даниела Арсовска, која била поврзувана со Никола Груевски не само поради Ѓорче Петров, не поради тоа што била прв човек на таа приватна комора на Стопанска капитал во Република Македонија. Била почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, што не може да се направи без Никола Груевски, Виктор Орбан, Петар Сијарто и така натаму и така натаму. До одредена трансформација таа да биде главен играч против Христијан Мицкоски. 3 фази имало на одредени играчи кои требале да го прават нервозен Христијан Мицкоски. Ако го земеме мери од Конгресот, тоа се 4 негови фази, но мери од Конгресот беше операција која беше надвор од гравитацијата на Никола Груевски. Прво беше Даниела Арсовска, па беше Гордана Силјановска и на крај ќе биде Орце Ѓоргевски, градоначалникот на Кисела Вода. И тоа се прави да се прави нестабилен Христијан Мицкоски. И ајде сега поставете си го клучно прашањето. Прв човек или градоначалник на градот Скопје Даниела Арсовска, председавач или спикер на градското собрание Трајко Слаевски. Трајко Слаевски кој пред 10 дена беше избран да биде нов гувернер со мандат од 7 години, гувернер на Народната банка на Република Македонија. По зошто целата ова оперета не се правеше пред да биде избран Трајко Слаевски? Бидејќи на некој на кој му одговараше да биде избран Трајко Слаевски, не му одговараше да биде правена ваква оперета. Ова оперета се прави сега, откако Трајко Слаевски не е председавач на градот Скопје, Трајко Слаевски е гувернер, и да се забошите да се фрли некоја димна бомба, никој веќе не разговара за Трајко Слаевски, како избран Трајко Слаевски, па погледнете. Тој е втор гувернер со потекло од Охрид и од Охридските села после Љубе Трпевски. 14 од 34-35 години Охридското банкарско лоби ви владее со Република Македонија. Ако не беше Трајко Слаевски, ќе беше Зоран Ставревски. И исто така представник на Охридското банкарско лоби во Република Македонија. Значи се избира Трајко Слаевски за гувернер и почнува оперетата на Даниела Арсовска. Зошто? Бидејќи Трајко Слаевски треба да биде измакнат од чинелот на градските проблеми во главниот град на Република Македонија. Некој, како вие тогаш ќе може да го објасните дека Трајко Слаевски, кој бил 3,5 години председавач на градското собрание, заслужува да биде избран за гувернер, а Даниела Арсовска е момина солза, пиколо, мини, царица, кралица и така натаму и така натаму. Тој покажува дека еден исти центар 34 години ви владее. Ви однесува или ви дефинира како треба да се однесувате во Република Македонија. Мести, разместува одредени кадровски решенија и така натаму и така натаму. Значи жената која победува како момина солза на режимот, го победува Петре Шелегов, кој после заменување на Зоран Заев, ако победеше на локалните избори 2021 година, кој беше несомнено лидер на СДСМ, по пуштање на Петре Шелегов низ вода, се скарува Даниела Арсовска со Христијан Мицкоски со ВМРО ДПМН, исчезнува Бела Чао и на крај Даниела Арсовска ви се претвора во лидер на едно групиче или на одредена група која не тежи повеќе од 6-7% од електоратот во Република Македонија, каде што главните напади на адреса на Мицкоски не се Европска унија, не се НАТО, не се демократски процеси, туку зошто станал вазал на албанците. Па истата таа реторика која Христијан Мицкоски ја користеше минатата година, дека СДСМ се измеќари на ДУИ, дека СДСМ се измеќари на албанскиот политички кампус или процес во Република Македонија, сега нападите на Христијан Мицкоски дека тој измеќар на влен, измеќар на Изет Меджити и дека не може ништо да направи, бидејќи ако нешто направи да расчисти во наводници со албанскиот криминал во Република Македонија, ќе му се распадне владената коалиција. Значи, таа една структура, 5-6-7% од електоратот, која напаѓаат власта, не поради демократски процеси, не поради ЕУ, поради НАТО, туку поради тоа што не расчисти со албанците, па за кого води таа кампања? За СДСМ? Не би рекол. Видите, СДСМ има сериозен идеолошки, сериозен лидерски проблем, бидејќи сега ви изминете 10 дена, вас ви се враќа Лјупчо Путерот Николовски да дава одредени интервјуа во име на СДСМ. Сања Лукаровска на Фолфест Валандови се појавува. Тоа беа двата најпроскрибирани ликови од гарнитурата од чинелот на Зоран Заев,
Која порака вие ја праќате после една година дисконтинуитет со старото СДСМ, кој катастрофално ги има изгубено изборите во мај минатата година, со појава на Лјупчо Путерот Николовски или на Сања Лукаревска, и одеднаш имате Даниела Арсовска. И ви ја продават овие, дали се тоа од ово удбашко порталче одредени инсталации, дали се некои други инсталации кои претходно биле во граѓани за демократска обнова на Македонија, кои велат дека единствена коалиција на Даниела, на ДУИ и на СДСМ може да го порази Мицкоски и ВМРО-ДПМН во главниот град на Република Македонија. И вие тоа го голтате ко сомови. Не размислувате. И кога ќе ви ја продаат таа приказна, тогаш е доволно само 2 недели преку нивните телевизии и нивните медиуми да ви го сликат ѓубрето во главниот град на Република Македонија, и вие од кога веќе сте ја покеркиле или сте посиниле Даниела Арсовска, политички сте ја гушнале Даниела Арсовска, а сте правиле 3,5 години дисконтинуитет, сте критикувале Даниела Арсовска, една година се обидувате да направите дисконтинуитет со ДУИ, сега гушкајќи ја Даниела Арсовска, гушкајќи го ДУИ, вие 12 месеци сте ги потрошиле како месеци на скакулците во Република Македонија. 2 години, ајде да речеме повеќе од 2 години, испраќа пораки дека треба СДСМ да се дистанцира од Даниела Арсовска. Не само што не се дистанцира. Минатата година во наводници партија Миле Зечевиќ напри. Како помина со таа партија на изборите? Канта тропа катастрофално. Малку им беше тоа. Не само што и направија партија која веќе никој не ја зборува сега. Пуштена низ вода. Не постои таа партија. Партијата на Оровчанец ја зема, ја измија, испра и ја дадоа на Даниела Арсовска. Сега се залепија за Даниела Арсовска. Пој што е председател на град Скопје во СДСМ, популарниот Ѓорги Галетановски, кој 6-7 месеци се скина од интервјуа како тој кога ќе стане градоначелник или како тој кога ќе стане директор на зоолошка градина, па конкурираше на конкурс за зоолошка градина, па се среќаваше со Даниела Арсовска, па кажуваше што ќе се случи ако Даниела Арсовска не го стави да биде првчек на зоолошка градина. Знаете, и слепите, и глупите, и глувите, сите кои не виделе дека СДСМ е врзан со Даниела Арсовска да се сетат, да се врзат за Даниела Арсовска, и целата пралјавштина од Христо Мицкоски заради Даниела Арсовска, а тој треба да се извинува за Даниела Арсовска. Значи, ја префрлија на СДСМ. Тоа е како ќе одите да чистите ѓубре, имате нецело купиште на ѓубре, тоа не го кажува нас на економски факултет во Скопје. Чистите од тоа ѓубре и после 1-2 дена, 1-2 месеци, половина од ѓубрето ви останато тамо кај што сте почнале да чистите, половина од ѓубрето ви е префрлено на друга страна, но во тој процес на префрлање на ѓубрето од една на друга страна, едно големо количество на ѓубре паднало е врз вас, така што после 2, 3 или 4 месеци нема да знаете каде е ѓубрето, лево, десно или врз вас падното во средина. Тоа сега се случува. И во тој процес на трговија со ѓубрето од град Скопје ќе се префрли на СДСМ. И може би да има логика во целата таа операција, бидејќи изминатите 3,5 години ДУИ е главен во главниот град на Република Македонија. ДУИ е власт во главниот град на Република Македонија. Па кога ќе погледнете овие јавни предпријатија, комунални предпријатија, тие не се водени од луѓе на Даниела Арсовска, тоа се водени коалиционо, кај што во најголем дел се луѓе кои се блиски на ДУИ, кои се блиски на Али Ахмети, кои се блиски на Мала Речица. И кога ќе влезете во една таква операција, каде што имате една тајна коалиција која владее со главниот град на Република Македонија, тогаш ќе заборават луѓето дека Мицкоски, Александар Николовски ви убедува дека Даниела Арсовска е најдобриот менаџер и најдобро нешто кое може да се случи на главниот град на Република Македонија. Овие во наводници криминали на Висар Ганију, па ДУИ ги знае 1, 2, 3 или 4 години. Па Висар Ганију пред 3,5 години беше кандидат на ДУИ и Нејзет Меджити да дојде на чело на општина Чаир. И сега кога ќе погледнете како се води целата таа операција, вас ви станува јасно дека ДУИ е промовиран во лидер на македонската опозиција, ДУИ прави мрежи, ДУИ во наводници купува медиуми, ДУИ купува opinion makeri, ДУИ прави одредена приказна, одредена структура. Од кога веќе Арбен Таравари го има извадено надвор од власта на Република Македонија, веќе во Струга и во Гостар нема да бидат битни изборите за политичките разврски. Тетово и така ДУИ губи веќе неколку пати, го има прежалено Тетово, и градоначалникот на Тетово нема капацитет да се наметни како лидер и како конкурент на Али Ахмети во албанскиот политички кампус. Тогаш е дефинирано дека општина Чаир ќе биде местото на Мегдан или на пресметка на коалицијата на Влен, односно Вреди и ДУИ на Али Ахмети. Изет Меджити е избран да биде играчот кој ќе биде атакуван.
И ако биде поразен Изет Меджити, бидејќи Изет Меджити беше победник на ланските парламентарни избори, бидејќи во прва изборна единица, посебно во општина Чаир, тој го победи и ДУИ и ВМРО ДПМН, односно беше апсолутен победник. Влен не победи на изборите во Република Македонија, но Изет Меджити го победи албанската конкуренција во Чаир и во првата изборна единица. Таков Изет Меджити сега треба да биде скршен. Криминалите на Висар Ганију се знаат 2, 3, 4 години, од кога е избран на таа функција. Одбрано е сега, 10 дена после изборот на Трајко Слаевски и 2 или 3 месеци пред локалните избори во Република Македонија, главниот мегдан да биде во општина Чаир. Што ќе рече, тој што ќе победи во албанскиот кампус во општина Чаир, тој ќе биде победник на изборите. Зошто Христијан Мицковски не распишува предвремени парламентарни избори, или барем сега, за сега се уште не најави дека може да распиши предвремени парламентарни избори во пакет со локални избори. Тоа не значи дека нема да има идната пролет предвремени избори, меѓутоа сега за сега не е најавен пакет на локални и на предвремени парламентарни избори. Бидејќи нема проценето, ја нема голтната опцијата дека после предвремени парламентарни избори тој е подготвен да го внесе Али Ахмети да биде дел на извршната власт во Република Македонија. Бидејќи ваквата коалиција влени или вреди без Арбен Таравари кој е измакнато тамо и е донесен, како што самиот најави дека во некои градови би можел да влези во коалиција со ДУИ со Али Ахмети, тоа ја прави на стаклени ноз за целата таа конструкција коалиција на влени или на вреди. И ако вие го поразите Изет Меджити на локални избори, тогаш таа ќе биде канта тропа коалиција на предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Ако таков ДУИ победи во албанскиот дел на предвремени парламентарни избори, тогаш како Христијан Мицковски не би го внел таквиот Али Ахмети во извршната власт во Република Македонија? Тоа е прерано, знаете, пред една година тој најавуваше дека ќе ослободи од окупација Република Македонија, окупација на Али Ахмети, на ДУИ и на другите структури околу Али Ахмети. Помине една година, абер нема од ослободување од окупација, на крај ќе исполни дека тоа не била окупација, туку тоа било едно заедничко братско владење, успешно владење кое внело Македонија во НАТО алијансата, сега сме само на пола чекор од во Европската унија. И ако таков Али Ахмети ви победи на избори, ве не го внесете во власт, имате проблем со албанскиот електорат, со албанските гласачи. Ако го внесете во власт, имате проблем со македонскиот електорат, со македонските гласачи. За тоа да не се случи, Христијан Мицковски по секоја цена сака да ги одложи предвремените парламентарни избори. Него му одговарат предвремени избори, бидејќи рейтингот му е да нема. Знаете, рейтингот му е толку висок, несразмерно висок на капацитетот и на резултатите на ВМРО ДПМН, како она кула во Дубај, висока тамо 500-600 метри, а тоа е некапацитетно, нема ништо, нема субстанца, не е безмалку ништо направено изминатите 12 месеци. Затоа и во зависност од тоа, дали ќе има предвремени или нема да има предвремени избори, вие ќе знаете дали Мицковски проценил дека без Али Ахмети не може да владее, дека му догорело до прстите, до ноктите, дека е прашање само на моментум кога ќе го внесе Али Ахмети во власта во Република Македонија. Затоа доаѓаат одредени сигнали од Белата палата, а многу повеќе доаѓаат сигнали од Мала Речица дека имало 2 или 3 средби на кои е договорено да има предвремени избори, па Мицковски се враќа во Белата палата и се откажа од идејата за предвремени избори. Зошто? Бидејќи самиот е свесен дека во оној момент кога ДУИ ќе стане дел од власт, завршува приказната за борба против албански криминал и ослободување од окупација на албанците во Република Македонија. Следете ги сега изјавите. Христијан Мицковски не се пресметува со албанците. За разлика од него, Даниела Арсовска се пресметува со албанците. Значи, некој сака да му ја врати пресметката во пазувите, во стомакот на Христијан Мицковски. Тој кој се пресметуваше до пред една година со албанците, сега пред барањата или пред криминалите на албанците, тоа не е ли пораката, тоа е наративот. Значи Мицковски не се пресметува со албанците, Даниела Арсовска единствена жена, единствен политичар во Република Македонија која во наводници има кохоне за да се пресмета со албанците. За разлика од Даниела Арсовска, Мицковски почна да се пресметува час со грците и многу повеќе со бугарите. Притоа внимавајте, кого обвинува за штетниот договор или за францускиот предлог, или за договорот и прифаќање капитулацијата пред бугарските барања. Буер Османи, кој како албанец преговарал во името или за интересите на македонците. И тоа е, нели, стратешка, фабричка грешка, значи, евина грешка, најголем греф кој го имат направено албанците во Република Македонија, значи виновен е Буер Османи и виновен е Димитар Ковачевски. Заборавени се Боја Маричич, заборавени се сите други, виновни се Буер Османи и Димитар Ковачевски. И имате сега пресметка кај што Даниела Арсовска всушност влегува против Висар Ганију во Чаир и тука битката треба да биде сведена на ДУИ и на Изет Меджити.
Огнените момци пред 2 или пред 3 години се појавија на политичката сцена во Република Македонија, побараа реформи во ДУИ. Знаете, тие реформи на крајот не беа против Артан Груби. Тие реформи или барање за реформи, па дури и смена најавена на Али Ахмети, беа против политиката на Али Ахмети. И еден по еден дел од тие огнени момци или Блерин Беџети, кој сега вела дека стои позади целата оваа операција во главниот град на Република Македонија, дека стои позади Нарсовска, Блерин Беџети ги напушта огнените момци и се враќа назад кај Али Ахмети кај ДУИ, дури е носител на изборната листа во првата изборна единица. Се враќа Муса Џофери, него сега тропа на одредени лонци, тракатанци во македонскиот парламент или сака да репризира тоа што го правеше СДСМ и ВМРО-ДПМ, некога се во опозиција, лупат, прават, тропат, не дозвола да се развие одредена собраниска дебата и останува сам Изет Меджити. Пресметката со кланот Грчец, првенствено со кланот Дукјанџик, всушност беше не пресметка со криминалот во Република Македонија, туку пресметка со базата на Изет Меджити. Мирниот Изет Меджити, како министер за екологија, можеби не е мирен. И не е министер само за екологија, туку зад себе крие и голем политички потенцијал, а богами голем криминален потенцијал и во главниот град на Република Македонија, што е многу поважно на албанската политичка сцена. Така што главната битка во рамки на ДУИ ќе се сведе на Изет Меджити, кој е отпадник од ДУИ, и на Али Ахмети, кој е лидер, кој е крал, кој е командант на албанската политичка сцена после 2001 година. Се сеќавате како поминак зимострени. Излезе, направи партија со спортистава Али Ахмети и беше пуштен низ вода. Нешто слично ќе се случи и сега на локалните, на парламентарните избори. Не може да има два победници. Ако Артан Груби е пуштен да избега надвор од Република Македонија, и веќе не се знае, ако знаеме каде е Никола Груевски, не знаеме кај е Артан Груби, остануваат Изет Меджити и Али Ахмети. На Изет Меджити очигледно му било понудено да се врати назад, кој веќе го нема Артан Груби, сега има место да се врати Изет Меджити назад во преградките на ДУИ, но тоа ќе значи пат на владата на Република Македонија. Избирајќи помеѓу пат на владата на Република Македонија, Христан Мицкоски инвестира во Изет Меджити. Колку може да го направи посилен Изет Меджити? Не поради тоа што го сака Изет Меджити, туку слаб Изет Меджити ќе биде изеден како маренде, како доручек, протеински доручек од Али Ахмети, и ако биде изеден како протеински доручек од Али Ахмети или протеински поедок од Али Ахмети, тогаш Али Ахмети е цар на албанскиот политички кампус и на албанската политичка сцена. Ако вие сте цар на албанската политичка сцена, тога знаете е кршење на волјата на албанците во Република Македонија, ако тој кој убедливо победил на избори во албанскиот политички кампус не го земете во владата на Република Македонија. Во тој триаголник, четириаголник, петаголник, како сакате да го дефинирате, кај што се измешани политика, криминал, суета, голтање, а во политиката голтањето е клучно, знаете, бидејќи вие треба да направите компромис и да може да живеете со така направениот компромис. Во тој триаголник, четириаголник, петаголник, кај се случува политичката разврска во Република Македонија. Момината солза на режимот или Бела Чао Данела. Гледате, кој е тој Франкенштајн? Од една страна имате момина солза на режимот, од друга Бела Чао Данела, каде што ви се изролувани, испреплетени сите политички бизнис, па дури криминални интереси. Не само во главниот град на Република Македонија, туку на македонската политичка сцена 33-34 години, таа ќе биде иницијатор, каписла на одредени процеси. Дали тоа може да предизвика пораз на Мицкоски на ВМРО-ДПМ на локални избори, не би рекол. Но тоа сигурно ќе биде почетокот на крајот на Христан Мицкоски, кој од борец против албанштината или албанската окупација во Македонија ќе се претвори во голтач, во промотор, во преќутно прифатлив играч кој треба да го прифати тоа што се прави заради останување на власт во Република Македонија, тоа што се прави во албанскиот криминален кампус. Истото го направи во односите со Грција, па сега нешто почнува повторно да глуми, нешто да ги затегнува, да ги конфронтира односите со Грција, а тие стана најголеми севрџани во Република Македонија. По кратка постапка се штанцат закони со името Република Северна Македонија, влегува во конфликти со Бугарија, никој не му враќа од Бугарија. Прават некакви глупости тука партијата на Красимир Каракачанов или партијата ГРЕБ тамо во Европскиот парламент, но нема конфликт, знаете, кој вие ќе ви кажа тука дека францускиот предлог и преговарачката рамка не се менува и немате што да правите. Може да таласате, да правите бура во чаша вода, но немате голем маневрски простор, нешто клучно да направите. Не можете да влезете во расчистување со албанскиот криминал, не можете да влезете во расчистување со СДСМ-скиот криминал, бидејќи тоа во наводници е криминал близок на Зоран Заев, а вие сте пактирале со Зоран Заев да дојдете на чело
на владата на Република Македонија. Во моментот сте некапацитетен да се конфронтирате со Никола Груевски, мора да прифаќате негови кадровски решенија, дали за гувернер, дали за некои други клучни позиции во Република Македонија. Не може да расчистите со Сашо Мјалков, тогаш вие сте Икебана премиер, и кој Икебана премиер всушност сте дојдени на таа функција некако резултат на некаква политичка тежина и капацитет, туку бидејќи сте им гарантирале или сте им ветувале или сите овие политички мокни групации во вас не гледале одредена опасност. Во оној момент, кога вие ќе почнете да станувате опасно за сите овие политички групации кои направиле некаков компромис при носењето ваше на власт во Република Македонија, тогаш тие ќе ви се организирате и ќе почнат да ве рушат. Тоа ќе биде сценариото на политичките разврски во Република Македонија. Тоа нема да се случи утре, тоа нема да се случи на локалните избори, но тоа е сценарио кој не може да биде избегнато. Не било избегнато ни во СФРЈ, не било избегнато ни во Советскиот сојуз, не било избегнато ни во Унгарија на Виктор Орбан, а Бога ми нема да биде избегнато ни во Република Македонија. И ајде, само проектирајте го финалето на конфликтот Висар Ганиу, Даниел Арсовска, Хрисан Мицкоски, Али Ахмети, Изет Меджити. Кој ќе биде финалето? Судството и обвинителството нема да реагират. Зошто? Бидејќи некој ги контролира судството и обвинителството. Обвинувањата на Мицкоски дека ДУИ, дека СДСМ, дека старата или претходната власт ги контролира судството и обвинителството, сега ќе му се вратат како бумеранг. Ќе му се вратат како бумеранг на политичката сцена на Хрисан Мицкоски. Сега тој ги контролира судството и обвинителството, после оние тајни или јавни кокетирања, коалиции, јавни или тајни со Лјупчо Коцевски, првиот човек на обвинителството во Република Македонија, случајот Полускочани и некои други случаи во Република Македонија, првиот човек на Агенција за национална безбедност. И кога Коцевски ги преголта или ги изми, ги исплакна, ги исчисти сите тие криминални случаи во интерес на власта и на Христијан Мицкоски, сега Мицкоски ќе биде обвинуван дека со помош на тоа обвинителство спречува расчистување на криминалот во општина Чаир или кај албанците, или кај албанскиот политички кампус. Гледате како ко бумеранг ви се враќаат во лице, ви прскаат во лице сите обвинувања со кои вие 12 месеци како премиер на македонската влада сте ги обвинувале тие кои биле власт тамо некаде до 8 мај 2024 година. И на крајот, кога Мицкоски ќе почне да биде обвинуван дека го користи судството и обвинителството за лични интереси, му диригира или му наредува каде да интервенира, каде да забошоти, каде да не интервенира, кој ќе стојат позадене? Па Никола Груевски, кој инсистираше на расчистување со обвинителство и судство, и откога ќе биде расчистено со обвинителство и судство да бидат обвинети обвинителството и судството дека партиски биле диригирани, дека под партиска контрола, читај контрола на Зоран Заев, го стигматизирале, го гонеле и го осудиле Никола Груевски, и кога Мицкоски ја напушти таа позиција и почна да пактира со тоа судство, да пактира со тоа обвинителство заради лични интереси или во наводници заради глупости кои се направени низ изминатите 12 месеци кога тој на чело на македонската власт, сега со обвинување дека тој го користи обвинителството да не расчисти со криминалот кај албанците, позаде ви се смее Никола Груевски. Ова е нашата вондерна политичка анализа. Недела 22 часот, вториот дел на интервјуто со Тома Аврамски, одличен втор дел на интервјуто со Тома Аврамски, ново дружење, нова анализа, вторник 20 часот и 30 минути, до недела и вторник, пријатно вечер Македонија, каде да си.